Еве, ние месец дена што сме, како да ти кажем, како на шок сме сега моментално. Уште не знаеме тачна информација за нашиот брат. Што се случи, тој ден беше 21 новембар, што отида организирано во митинг и што се деси од тогаш нема ништо ни од државата, сакам да кажам од судот, ни од полиција, немаме ништо известено и од ова партијата што е организиране, немаме ни една дојдене, ни од партиите нема дојдене ни еден. Тука да ни дадат ни сочувство, ни помош, да ни нудат ни ништо. Братот мој остави 2 деца, остави жена, остави мајка ми 84 години. Ништо уште не знаеме тачно што се случило. Имаме еден записник добиено, тој записникот не пишува тоа него уопшто. Тоа што е во записникот нема тачна информација како нашто ни кажа во тоа селото што се случило случајот. Вие бевте таму лично? Да, јас бев, отидов тој ден да го тражам записникот и застанав на лице место, застана луѓе од селото, од мештаните тоа селото. И ни кажува случајот на тој момент кога се случил сообраќајката, го преместиле телото, го имат на страна извадена за да поминува делегација од ВМРО. На тој момент делегација поминува и го преместиле телото. Тука не пишува во записникот ништо за тоа. Исто и комбето било преместено. Значи, пред да дојде обвинителката, така ни кажа од селото мештаните. И сега тоа немате ништо, еве го ми кажа дека шоферот што го прегазил и што уште е на слобода, се шета по Тетово, значи ова наша држава како каубојска држава. Утепај го човекот и шете се слободно по државата. Ја мислам дека не е добро ни од судовите, ни од партииве, ништо немат во ова наша држава сигурно. Забративте ли вие некаде во? Бев јас кај обвинителката прво бев во Кичево. После бевме и во за децата да извадам некоја кратка помош. Викат не му следувало, човекот не бил работен, не бил по социјално, ни парите што го погребавме, ни рекоа дека не ни следувало. Викат дека не бил вработен. Бевме исто и пензија, ако може да му се извади на децата некоја кратка помош, има деца, 2 деца у школа, малолетни му се. И тоа вика не му следува. Ја не знам кај треба да иде више да се тражи. Тој работеше, ама не му течел стаж, така? Он имаше работено, доста имаше стаж, него не му го платиле стажот. Фирмата се растурила и само 4,5 години така имаше стаж. И со тој стаж вика не му следува ништо да земат децата. Бевме и во преку Хелсински комитет. Собративте ли во партиите, бидејќи одеше на митинг? Партиите, како што гледавме ние на медиумите, викат дека човекот не бил од наша партија, не бил од наша националност. Тој не бил другар на шоферот, идел како на прошетка да кажам. Тој ако не било таа партија, тој не би требало да се качи во тој автобус. И тој автобус нема, уште не признават никој кој бил организаторот на автобусот што го организирал тој автобус таму. Што отишол мојот брат што загинал. Да кажеме сега отишол курбано за таа партија. И сега никој да не дојде да едно сочувство не дојде месец дена бидна, едно сочувство не дојде ни еден од партијата. Викат дека сме се заканили ние ако дојде некој. Не е тоа тачно. Тој ден што се случил случајот, го оставиле телото и тие предужеле на митинг. Значи, тој, да кажеме се како некоја стока ќе го утепаш, остави на страна и иди си на митинг. Тоа е, нема ни една држава ова. Само у наша држава се дешава теја. Очевидци рековте дека ви кажа дека го поместиле телото. Да. Што ви рече обвинителката, ја прашавте? Не е тачно, вика. Обвинителката вика не е тачно. Ја не знам како да се обратам ја. Ако е така, онда како отишле тие на митингот, зато у 7 сат се организирал митингот, мојот брат почнал у 6 сат. Од Кичево до Охрид има најмалце сат и пол време. Значи тачно било тоа. Го преместиле телото за да може да поминува делегацијата од ВМРО од овие другите партии што биле
у коалиција со нив. Контактиравте ли човекот што го прегазил? Немаме од него немаме никаков Дали е на слобода? на слобода е човекот, тачно е на слобода. Човекот и тачно знам кај живее и знам каде работи во пазарот во Тетово. Тоа не ќе ме да се закануваме. Сакаме ние да се Чекате органите да се завршат својата. чекаме да се осуди како што треба, не да утепаш човек и да се шеташ на слобода. Него нашава држава е контра. Ќе го утепаш човекот и се шеташ како што треба, како да не утепал никому. Останавте после смртта на вашиот сопруг кој дојде така неочекувано, останавте сама со две деца. Дали некој во меѓувреме ви се јави, ви се обрати, ви понуди некаква помош? Не, тие никој ништо нема. Никого, ни од државата, ни некој да не речеше дека починал, полиција нешто да не известеше. Не, само шоферот не се јави, тоа тие стана. Тя беше стварно шок за нас. Телефонски ви се јави? Само телефонски му се јавил, нема. И тој мене ми се јави деверот и толку. Ништо, нити дојде полиција да ни известати, да ни даде некоја информација дека тоа почина. Ништо, од никого ништо нема. Телото отидовте сами да го подигнете? Да, ние мислам дека плюс обдукција извршиле без наш подпис. Дозвола наша. Без дозвола наша. Јас истото прашање му поставив и на обвинителката. Вика нема потреба, вика ние од фамилијата да земеме подпис вика за обдукција вика. Не знам, ја мислам дека по закон треба да земат подпис од фамилијата за да се изврши обдукцијата. Тие без никаков подпис обдукција извршили. И сите тако го ставили телото, сите се заминале по нината работа. Барем нешто да се даде нови деца помош. Тој што почина, барем нешто помош, ни социјално имам, ни пензија имам, ништо немам, ништо. Ни погребалне што кажа дека Сами си го плативте погреба? Сами сме го платиле све сами. Сами сме го донеселе од Кичево, превозот, све тоа, сепак барем некој да дојде, барем да ни кажеше, да ни известеше, а не преку телефон, шоферот да ни каже дека починал и шоферот си продолжи за на митинг. И од тогаш никој кај вас Ништо, не никој ништо не дошол. Ништо немаме, еве еден месец, и на недела, ми ништо немаме како да не се десило ништо. Како да не се десило ништо. Нити полиција да дојде да ни каже дека ова се случило. Тој ден кога се десило тоа сообраќајката, сите знаеле од партијата ВМРО дека се случило тој случај. Митингот кога почна да се одржи, берем една минута молчење не направи за тој човек. Што отиде тој ден прв курбан отиде за таа партија. Значи една минута молчење не може да направат да дадат едно сочувство таму пред митингот. И што рекол, еве Амди Бајрам дека сме спречени, не ви сте не дошол. Тој бил спречен од возачот, од автобусот. Нему му се јавиле телефонски, тој му рекол, немојте дојдете дека не ве примаат. А да дојдат кај нас некој да не поне, никој ништо, никого нема. Ни од држава, ни од партија, ни од ништо. Ја треба да живеам со овие деца. Ние го видевме на лице место го видевме и паркингот кај што беше паркиран автобусот. Тој паркинг не беше тоа за една кола, две мали коли да се паркират, не цел автобус тука да се паркира и да се даде пауза на тие луѓе тука. Ја не знам како и тој организатор што организирал, како смеел да даде пауза тука на тоа место. Со автобус 5-6 души колку имале, не знам тука во автобусот. Нормално тоа можело уште полошо да се деси на тој момент. Може ли повише да удрат тука со... Вие контактиравте очевидци таму, така? Да, видовме, дојдоа луѓе од селото и ни кажа, ни даде информација, вика, јас сум бил тој човек, вика, што сум го покрил со ќебе, вика, на тој момент. Осем го земал, го преместија телото, вика. Да, преместено. Тоа мене ми е И комбето најтешко. преместено, зашто како може да се премести? Не може тие така, нека поминет кој сака, ама не треба да се поместе телото. Тие срамота. Срамота тие. Уфрлиле како што ја каже, тој Како стока го ставиле на страна и си отишле, никој не останал тука. Предужиле патот, отишле за на митинг. Би требало организаторот да остане тука. Дур да дојде некој од фамилијата на тој човек. Имав социјално пред една година, две ми го искинаа и така.
И нисо, Сега ништо ништо нема. Останавте со две деца? Со две деца, малолетниот 11, другиот 15, ми се школуваат, ни социјално имам, нити ништо не. Ете така. Луѓето ми помагат, пријателите. Она Тие ништо моментално сега моментално- треба да ја прекине на деца во школа због парична помош. Да. Она треба да идат да патуват. Едниот му учи у средна школа, другиот малолетниот исто во школа, ама ипак треба да има некоја парична помош, да се помага да се школуваат тие деца. Нема услови више да ги тера во школа. Колку му беше мажот, работеше нешто припадно, едно друго, се крпеше што се вика, ама сега више нема од кај да зима више.